Почитувани сограѓани, советничката група на ВМРО-ДПМНЕ и денеска не присуствува на работата на Советот на општина Прилеп од на сите нас добро познати причини, а тоа е неоснованиот притвор на притворените од 27 април. Денеска на сила стапува законот за амнестија, со кој се ослободуваат луѓе со правосилна пресуда и утврдена вина, а во затвор лежат луѓе кои што единствена вина му е тоа што си обранеа Република Македонија и Уставот на Република Македонија. Иронијата е уште поголема што хунтата ги празни затворите, најверојатно за да ги пополни со нови недолжни луѓе. На денешниот дневен ред, на денешната седница од страна на Советот на општина Прилеп, по предлог на јавното претпријатие за просторно и урбанистичко планирање, се носи одлука со која се воведува бесплатен превоз на пензионери секој ден од 9 до 11 часот, кој е уште еден доказ дека граѓаните се повторно излажани и тоа само за добивање на гласови и седнување во удобните фотели. Кој пензионер ќе го користи градскиот превоз во ова време? И дали одлуката ќе важи за лица кои навршиле 62 години за жени, односно 64 години за мажи, а не исполниле услов за пензионирање? Или пак за лица кои го оствариле законското право на пензионирање, а немаат 62, односно 64 години? Можеја, ако работат во интерес на граѓаните, да ведат во одредени денови, како што ние имавме предложено во нашата програма, целодневно бесплатно возење на овие граѓани. Но не. Истите само се служат со манипулации за да ги покријат лажните ветувања кои ги дадоа пред граѓаните во предизборието. Истовремено информираме јавноста дека ова претпријатие нема распишано тендер за набавка на нафта, па прашуваме од каде ја набавуваат нафтата. Истото се случува и со наголема врата најавуваните проекти: градба на нов театар, здравствено спортско рекреативен центар со покриен базен во Сала Македонија, рекреативен центар на Вештачкото езеро, за кои нема предвидено ниту денар во општинскиот буџет. Потенцирам, ова е само политика. Демек воведуваат бесплатен превоз за пензионери и тоа од 9 до 11 часот. Но сето тоа е само една фарса позната на СДС. Граѓаните се повторно излажани.